Нема да се откажеме од протестите и ќе маршираме се додека не биде задоволена правдата за нашите деца. Затоа бараме виновниците што побрзо да бидат казнети, порачаа родителите на починатите во Пулс на 15-тиот марш за ангелите. Присутните на маршот, кои тргнаа од паркот на Револуцијата и поминаа низ трговскиот центар, запреа пред зградата на општина Кочани. Таму упатија порака дека погрешна била намерата за одбележување на празникот Петровден со забавно музичка програма. Пред 4 месеци убијците во Кочани убија 63 дечиња и повредија околу 200. И вие организирате весела покој, па кој во Кочани ќе се весели кога нема човек, односно фамилија која не е завиена во црно. Господине градоначалнице, големината на еден човек е во тоа да му опрости на грешниот. Па затоа ние како честни луѓе, кои еве веќе 4 месеци правиме марш секоја сабота, вие опростуваме вашата грешка, а можеби не е ваша, можеби некој ве наговорил на ова, но вие не свесно сте го сторили ова срамно дело. Господине градоначалниче, не бареме од вас ништо. Само бареме да излезете пред нас, да не погледнете во очи и да ни се извините, зашто големината на човек е да му го опрости на грешниот, зашто можеби тој не знаел што прави. И на крај, ве замолуваме да не оставите на мира. Вие од СДСМ и од ВМРО, ние сме честни луѓе. Немојте да на нашата болка, тага, да си правите политички маркетинг. Оставете на мира, зашто трпението е при крај. Колоната се упати кон полициската станица, каде со свирижи и извици повторно беше искажано незадоволство од постапувањето на полициските службеници во критичната ноќ кога се случи пожарот. Пред зградата на јавното обвинителство и основниот суд, родителите на починатите деца нагласија дека очекуваат правично судење. За демантот од владата со кој се негираше дека им било порачано да определат цена за нивните деца, мајките рекоа дека не лажат во своите тврдења. Ние родителите сме крв и од месо, како што беа и нашите деца. Ние се бориме за правда, не за политички партии или за било што. Значи, ако јавноста не обвинува нас или било кој од родителите, ние не лажеме. Значи, ние сме од крв и од месо, што еден ден сакаме да идеме горе кај децата. Сме кренале по Божиот пат, како што ги учевме и нашите деца да бидат побожени, така и ние продолжуваме по Божиот пат, додеме на напред и да бидеме еден ден со нив во рајот. Затоа ние не лажеме. Питајте кој сакате од родителите, дале имаме смелост да лажеме. Целта ни е таа. Една ден кој ќе отидеме кај нив да речеме: деца наши, ви благодариме што сте чеда Божи и ние сме дел со вас. Дека сме докажале правдата. А правдата, како што гледам, нема да излезе ништо на виделина. Секој сака само да не нагазне уште повише и да не понижи нас како родители. Ути ово не е трагедија, ово е убиство на 62 деца. На 62 деца. И треба да знаат сите дека ние не сме партиски определени, ни од СДСМ, ни од ВМРО, ни од ДУИ, ни од Левица, ни од никој. И да не препукуват по коментарите: одете овај ќе ви даде пари, одете онај ќе ви даде пари. Нашите деца со пари ние не ги враќаме. Со парите ништо не се купува. Пари има, децата ни ги нема. Џабе ни е се на нас. На нас парите не ни требаат, на нас ни треба децата да ни бидат живи и здрави и прави. Многу души се пуштени на домашен притвор, они се шетат, а нашите деца книјат по гробиштата. Значи, благодарение на УЈП, како прво, што се викали дека има 3 врати, а оно една е единствена на 80 сантима. Значи, благодарение на нив, што плаќат глобата на некој и што ги стават на функции, и не може некој да мислат дека над мртвите деца кариера ќе градат. Нема да ја градат кариерата. Пред основниот суд, родителите уште еднаш упатија порака до судиите кои ќе го водат судскиот процес, дека очекуваат правично судење и правда за своите деца. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.